11 месеци како е поставена настрашницата зад мене од страна на општина Чаир за време на градоначалникот Висер Ганил се уште не е одстранета, иако за неа се произнесува и од Управата за заштита на културното наследство и од Градскиот конзерваторски центар, велејки дека се работи за тврда градба, но дивоградба која е подигната без било какви дозволи и која навлегува и во контактната зона Дукјанџик и во споменичната целина Стара Скопска чаршија, каде што е забрането да се гради за да не се наруши автентичноста на просторот. Откако лани не ја урна општина Чаир, настрашницата поставена како премин од Бит пазар кон Старата Скопска чаршија и обратно, со налог од Управата за заштита на културното наследство требаше да ја отстрани Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Но директорот на инспекторатот за градежништво вели дека новата локална власт на Чаир има волја да го отстрани објектот, а ако тоа не се случи, инспекторатот ќе ја заврши работата. Законски не можеме да постапиме додека од општина Чаир не се изјаснат дали ќе постапат или не. Ако постапат, проблемот ќе се реши без учество на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, а ако не постапат, инспекторатот ќе се вклучи во постапката. А од општина Чаир велат дека настрашницата е монтажно-демонтажна урбана опрема усвоена од Советот на општина Чаир на годишно ниво. За неа е изработена проектна документација и е издадено решение. Поставена е согласно ДУП-от Мавровка на простор предвиден како сквер и има функција на јавен премин и урбан елемент, а не комерцијален објект. Ова е спротивно на ставот на Градскиот конзерваторски центар, од каде лани кажаа дека се работи за челична конструкција прицврстена на јавна површина сквер, што влегува во ДУП-от Мавровка, каде е забрането да се гради и затоа нема маркичка. А во врска со прекршочната казна од 4000 евра, која општина Чаир требаше да ја плати за поставување на настрашницата, оттаму одговараат дека досега не добиле правосилно решение за прекршочна казна.